Тендерите растеле, а болниците се помалку давале. Трошоците за јавни набавки во здравството во последните 10 години се зголемиле 2,5 пати, односно од 126 милиони евра во 2015-та на повеќе од 315 милиони евра во 2024 година. Ова го покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за јавните набавки во здравствениот сектор во изминатата деценија, според која тендерите за набавка на реагенси и тестови во здравството биле формалност, бидејќи однапред се знаело кој ќе ги добие. И при тоа се посочува дека инфлацијата не е доволно објаснување за скокот во цените, а тоа отвара сериозни сомнежи дека тие се користеле како канал за финансиско извлекување средства, наместо како инструмент за унапредување на здравствената заштита. Големиот раст на вредноста на јавните набавки во здравството е проследен со се помал број понудувачи на тендерите. Речи се половина од вредноста на договорите се склучуваат во тендерски постапки во кои имало само по еден понудувач. Во изминатите 10 години бројот на прегледи во вкупно 55 клиники и болници е намален за 14%, а на болнички денови за 24%. Се вели меѓу другото во истражувањето. Растечките трошоци за јавни набавки не можат да се оправдаат ниту со специјалистичките прегледи. Во последните 3 години е евидентиран пат на истите за околу 700.000, односно за 19%. Исто така, истражувањето упатува на податокот дека за период од 10 години бројот на пациенти на инсулинска терапија е зголемен за 21%, а вредноста на договорите за 77%. Трошоците за лекови за ретки болести во последната декада скокнале од 1,5 милион на 19 милиони евра. Овој голем пораст се случува во услови кога Државниот завод за ревизија укажува дека Министерството за здравство нема целосни податоци за тоа дали терапиите навистина подобруваат здравствената состојба на пациентите. Причината е што за поголемиот дел од болестите за кои се набавуваат лековите не се спроведува евалуација како што е предвидено со програмата за лекување на ретки болести. Во истражувањето се заклучува дека од 110 здравствени институции во државава, во 23 нема ниту едно лице со положен испит за јавни набавки, што е спротивно од законот. Недостатокот на квалификуван кадар за спроведување на тендери е еден од факторите на корупција. Истражувањето е спроведено во рамки на проектот Спречување на корупцијата во јавните набавки во здравството, што го спроведува Центарот за граѓански комуникации.